И овој воздух поминува низ кружен процес кој што се состои од изохорни, адиабатски и изотермни промени. Најпрви, од состојба 1, со адиабатска компресија воздухот се доведува во состојба 2. Понатаму, со изохорна промена се доведува во состојба 3, со други вредности на притисокот и температурата, и понатаму, изотермно се враќа во состојба 1. Најпрви, со пумпање при затворен вентил постигнуваме определена висинска разлика на двете нивоа на водата во манометарот. Оваа висинска разлика не треба да биде поголема од десетина сантиметри. Го прекинуваме цревото, чекаме кратко време за да се стабилизира, односно да престане движењето на нивоата на водата и отчитуваме нивната висинска разлика. Во случајов имаме 80 и 80, 160 мм. Оваа висинска разлика ја запишуваме. Потоа сосема кратко, овој вентил го отвораме и пак го затвораме. Ќе настане мала промена на висинската разлика, ја одредуваме и ја запишуваме и неа. Понатаму ги изедначуваме нивоата на водата и на ист начин го повторуваме мерењето. За оваа вежба потребно е притисокот да го претвориме во паскали. На 1 мм вода одговараат 9,8 паскали. Значи, оние милиметри што ги добиваме од тука, ги множиме со 9,8 за да го добиеме притисокот во паскали. Исто така, од барометар во лабораторијата го определуваме атмосферскиот притисок во милиметри живи столб. И со помош на ова претворање го претвораме притисокот во паскали. И понатаму во елаборатот ги определуваме вредностите на бараните притисоци P1, P2 и P3. И на тој начин можеме да ја определиме Поассоновата константа за воздух, која што представува однос помеѓу специфичните топлински капацитети при константен притисок и при константен волум.